дискусија нема многу да промениме од гледна точка дека констатираме кои биле грешките во минатото. Но мислам дека причината заради која што има сериозен интерес за дискусија е и заради институционалната меморија на оваа институција. Да сме свесни и да напоменеме уште еднаш што се случувало во 2019 година. Јас ќе нотирам 4 генерални точки забележано. Првото е дека растот на бруто домашниот производ беше под проектираниот, а истовремено бевме први помеѓу последните на европскиот континент. Тоа беше година кога европските економии прилично растеа. Ние за жал повторно не успеавме да го достигнеме тој раст, дури и на регионално ниво бевме под секој просек. Беше економска година со многу слаб степен на странски директни инвестиции, а примерно и најзабележително беше дека беше година со тешка реализација на капиталните инвестиции. Би се согласил тука со една претходна констатација дека беше година без ниту еден видлив, нов, реализиран капитален проект. Мене што ми остава посебен впечаток од таа година, се нотира дека најмално структурно учество во буџетот меѓу институциите со најмало структурно учество е Министерството за здравство. Слабо инвестираме во здравството и видливите резултати, за жал, од таа година кога немаше здравствена криза, ги трпиме сега кога доаѓа здравствената криза. Имавме исто така многу слаба реализација покрај капиталните инвестиции, каде што нотираме слабости, многу слаба реализација во владината програма за Европската унија, согласно истражувањето кој што ни беше доставено од парламентарната буџетска канцеларија, каде што веќе се нотира дека во инструментот за предпристапна помош ИПА 2 реализацијата е 67,5%. Многу слабо и тука многу повеќе треба да се прави, а последиците доаѓаат и во следните години. При подготовката за дискусијата за оваа тема, исто така истражував кои биле барањата на стопанските комори во 2019 година. Во врска со економијата, со буџетот и така натаму. Тогаш кажувале стопанските комори, ни треба владење на право, ни требаат јасни и недвосмислени прописи, ни треба се пошироко консултација со бизнис заедницата, ни требаат пониски даноци и треба да престане праксата на скратени постапки во собранието. Владење на правото, не, јас лично, туку веќе релевантни меѓународни организации ни кажуваат дека во таа област и во областа на борбата со корупцијата немаме сериозен исчекор, јасни и недвосмислени процеси, тука може да се согласуваме и да не согласуваме, но факт е дека имаме страшна хиперпродукција на прописи. Тоа го гледаме меѓу другото и преку тоа што ние го работиме во собранието. Постојано обременување, би рекол и на моменти непотребно од голем број на закони. Консултации со бизнис заедницата дали продолжуваме да имаме. Еве, следете ги во најмала мера през конференциите и настапите на сите представници на деловната заедница. Пониски даноци дали имаме. Веројатно денес и во следните денови ќе дискутираме за предлог законски решенија за покачување на доноците. А дали имаме крај на скратените постапки во собранието, сите сме сведоци дека тоа не се случува. Ако сакаме квалитетни економски мерки, искуството го имаме само споредбено да гледаме во регионот и на европскиот континент. За жал, 2019 беше неуспешна економска година, 2020-та веројатно исто така ќе дојдеме до слични заклучоци, но тука има еден објективен фактор, а тоа е глобалната здравствена пандемија, но ќе се споредуваме и со земите во регионот во однос на нашиот одговор на таа здравствена пандемија и за нас како пратеници, кога дискутираме за буџетите и за ребалансите, добро е да памтиме каде се неуспесите во минатото. Да ги нотираме нив, да даваме конструктивни забелешки. Не е лесна битката за повеќе работни места, за посилна економија, посебно во едни вакви тешки времења, но гледаме дека оваа стара нова владина коалиција и во многу подобри економски времења, за жал,
по оваа завршна сметка можеме да констатираме дека покажала многу сериозни слабости. Ви благодарам.